Благодарам, председателке. И покрај прекршувањата на процедурите во ова собрание и неодговорноста на парламентарното мнозинство, ние од опозицијата ќе ви ја завршиме работата. Седете дома, уживајте, еве порака до тие што се дома, а вие што сте овде, поседете си, одморете си, ние ќе ја завршиме вашата работа. Извештај на народен правобранител за човекови слободи и права. Исклучително важен извештај, затоа што до народниот правобранител стигаат представки од сите области и навистина е обемен и така треба да е извештајот на народниот правобранител од околу 180 страни, но сепак јас ќе говорам за темите кои што се, да речам, мој фах и кои што најмногу ме интересираат. Непоправлив е фактот што во минатите извештаи на народниот правобранител имаше констатации токму од народниот правобранител, кога го елаборираше и кога велеше дека има 80 до 90% изголемување на представките токму во делот на човекови права и слободи, што покажува дека на добар пат сме да имаме многу девијантно општество. Од низа испитувања е заклучено дека пола милион луѓе се незадоволни од животот во државата. Тоа е според последното мерење на индексот на тага или незадоволство, и дека мобингот не е единствен фактор, но е еден од многуте за овој податок. Половина луѓе од државата живеат во сиромаштија и ова е исто така причина за незадоволство. Јас ќе тргнам од темата за децата, за учениците, лично ме засега и како родител. Во делот каде што велите наместо диалог и толеранција, основците практикуваат насилна комуникација. Нешто што многу не загрижува. Понатаму уличното малолетничко насилство, тепачките секојдневни сред Белден, во сред центарот на градот, и велите вака: истражувањето за состојбата со меѓуврсничкото насилство во основните училишта за 2 учебни години покажа дека во учебната 2016-17 и 2017-18 во основните училишта вкупно се изречени 3254 педагошки мерки спрема ученици поради насилство. При тоа од вкупно одржани 17.061 советување, 570 советувања на родител, старател, се за тоа што ученикот учествувал во тепачка или други форми на насилство. 233 советувања за тоа што ученикот покажува асоцијално или антисоцијално однесување. 197 поради неморално или неетичко однесување на ученикот. Според вас, народниот правобранител, од голема важност е да се едуцираат младите на ненасилно однесување, а основните училишта имаат значајна улога во таа насока, поради што потребни се активности кои ќе му помогнат на наставниот кадар за препознавање на однесување кое штетно влијае на детето и неговиот правилен развој, одржување на работилници поврзани со ненасилно однесување и следствено поттикнување на толеранција и конструктивна комуникација помеѓу децата и сите други чинители во образованието. Како родител на малолетни деца, можам да искажам сериозна загриженост за безбедноста на нашите деца кога одат во училиште. И нашето стравување дали тие ќе се вратат безбедни, неповредени и живи дома. Затоа што сум била сведок и низа снимки се појавуваат на социјалните мрежи, каде што има организирано насилство на улиците, токму од малолетниците, каде што обавезно едниот снима, додека другиот двајца крвнички тепаат дете. Тоа покажува до каде ни стигнало општеството. Оние случаи кога беше фрлена ученичка од прозорот во училиште, никако не можам да го заборавам, и кога беше во јавноста објаснувано од политички авторитети дека тоа е начин на игра. Значи, ние, како детство што сме имале, перцепцијата за детска игра, кога им ја објаснувам на моите деца, тие не може да ја поимат, прво затоа што немаат такво детство, но дека фрлањето на ученичка од прозор, дека треба да им го представам на моите деца дека е детска игра, е вон памет и вон свест. Понатаму, многу апелиравме во моментот кога се носеше Законот за основно образование во делот на инклузивноста на лицата со попреченост. И во тој дел, вие како народен правобранител искажувате
големо загрижување. И се вели вака во извештајот. За народниот правобранител загрижувачки е тоа што во моментов постои само солидна законска регулатива, но без донесена концепција за инклузивно образование и без нужно потребните подзаконски акти, особено во делот на обезбедување образовни и лични асистенти како еден од модалитетите на поддршка во учењето за учениците со попреченост, со што се доведува во прашање квалитетот на инклузивното образование кое го добиваат учениците со попреченост во рамките на редовните основни училишта. Имало представки до вас и од Сдруженија на граѓани дека во училиштата на територија на град Скопје не за сите деца кои имаат наод и препорака од стручен орган, тело, им се обезбедени асистенти, иако Законот за образование им го признава ова право. Со истиот проблем се случија и во другите градови и тогаш кога го носевме, велевме, апелиравме дека инклузија е потребна, да, но не на ваков начин, што на терен, на дело, се покажа дека сме биле во право. И на крајот на криштата не е важно кој бил во право или не, работата е да не во ова собрание да прекине трендот на носење на проформа законски решенија, туку да се носат на вистина издржани решенија кои што ќе бидат од бенефит за целните групи за кои што ги носиме. И ќе ви кажам еден еклатантен пример кој што во училиштето на моето најмало дете се случи да има вклучени ученици кои што беа од 12-13 години. И јас немам против, во прво одделение кажувам дека беа вклучени, немам против да се вклучат, но беше навистина многу нелагодна ситуацијата кога седеа на мали клупи, малите од 6 години дечиња, а кога од 12-13 веќе девојки и момчиња седат на многу ниски клупи, па потоа се реши тој проблем, па додека се спроведе тестирање, па да ги префрлат во погорните одделенија, помина една нелагодност и една атмосфера на пресија, на притисок и меѓу нас родителите, и меѓу тие деца, и на вистина се испостави дека инклузијата на вистина не е спроведена како што се велеше во закон. Тогашниот министер тврдеше дека за неколку години ќе се спроведе. Да не зборувам за лицата со попреченост, кои спаѓаат во маргинализираните групи, за кои што пак свеста во општеството е на вистина на ниско ниво, за кои што сме одговорни сите, кои што треба да работиме и како родители, и наставниците како наставници. На вистина има многу да се работи. И тука сте дале убави констатации, сте дале дека е повредено правото на образование на голем број деца, кои поради нецелосна имунизација прво останаа надвор од училишните клупи и на тоа не се даде одговор, кога 200 или 300 деца, ја знам дека останаа без соодветно образование баш поради тоа што нивните родители одлучиле да не ги вакцинираат. Понатаму правото на инклузивно образование на децата со посебни образовни потреби со солидна законска регулатива, но не допринесе новиот закон донесен, не допринесе за унапредување на овие права и на вистина можеби не треба да говориме, но јас сметам дека е тема за која што треба да збориме. Тоа ќе биде нотифицирано во наредните извештаи од народен правобранител, кога имаме, се вели дека е 40.000 ученици кои што останаа без соодветни помагала, компјутери, таблети и телефони за да следат настава. Јас сигурна сум дека е таа група на многу поголема. Загрижува фактот што јас познавам лично случаеви кои што имаат повеќе детни семејства, кои што живеат во една соба и се случува да кога моето дете слуша настава, по позадина се слушаат гласови на другите дечиња во повеќедетните семејства. И кога ќе прашам зошто е тоа така, бидејќи имаат само еден телефон во семејството, а има 3 дечиња што треба да следат онлайн настава, и додека едното му завршат часовите, на второто му почнале, пола ги следи, на третото не ни можело да ги следи. Дискриминација на највисоко ниво. Зарем така се грижиме за нашата иднина, за нашите деца, за нашиот образовен систем? И најпарадоксално е тоа што се представува во општеството од оваа власт дека ситуацијата е под контрола и дека нема никакви проблем со онлайн настава. Дека платформата падна уште на првиот ден на употреба, јас бев сведок бидејќи имам 3 деца кои што одат во училиште. И многу ми е жал да констатирам дека овие генерации ќе бидат
осудени на тешка неписменост. Да, Панчо 2019, но сметам дека треба да се спомне. Да. Јас не реагирам додека вие зборувате, така да... Понатаму имате спомнато во делот на ненавремено и бавно постапување на лекарската комора. Во однос на постапувањето на барањата на граѓаните за стручен надзор во врска со укажаната здравствена заштита е овој дел. Скоро и да нема случај по кој постапуваше народниот правобранител, истиот да заврши со спроведен стручен надзор од страна на лекарската комора. Наместо преземање мерки за спроведување на стручен надзор и доставување извештај со констатирана состојба, најчестиот одговор кој го добиваше народниот правобранител е дека ќе се формира комисија или пак комисијата е формирана. Според вас, надминувањето на појавата од ненавремено постапување на лекарската комора, побарањето за стручен надзор покрај елиминирањето на субјективните елементи предпоставува и обезбедување на постојани финансиски средства за намената, како и на времено обезбедување на потребниот стручен персонал за спроведување на активностите, со што достави мислење до Министерот за здравство. И сега ќе речете 2019 го гледаме извештајот, а јас ќе спомнам еден многу актуелен од пред неколку месеци случај со родилката од Дебар, каде имаме мистериозно исчезнување на дури 3 органи кај жена која што се породила. И моето прашање, неколку прашања имам, иако имаме, да, реакција на надлежните институции, ги чекаме извештаите од надлежните институции и лекарската комора, во која што пак член на извршниот одбор е токму докторот што го спровел породувањето, и не би шпекулирала се додека не излезат конкретни извештаи во јавноста, но според мене загрижувачки е фактот дали на овој начин ги штитиме женските права и репродуктивното здравје во нашата држава. И многу конкретно прашање, дали секоја жена која што ќе оди во иднина на породување треба да стравува дека ќе биде осакатена за 1, 2 или 3 органи, и кој има право на тоа да го изведе. Иако вие во делот за постапување на лекарската комора сте дале констатации, во делот на констатации имате вака: се уште не е изнајдено решение во врска со незаконита наплата на парични средства од страна на приватни гинеколошки здравствени установи за гинеколошки прегледи и лабораториски анализи за пациентки во време на бременост. Тоа се уште трае. И тука е мојата грижа исто за репродуктивното здравје на жените, кои што плаќаат баснословни суми за да го заштитат идниот пород, од кој што пак зависи иднината на нашата држава, но очигледно имаме сериозни потфрлања во институциите надлежни за тоа. Граѓаните и натаму се соочуваат со ненавремено и неажурно постапување на Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство, поради што со потешкоти ги остваруваат своите права од областа на здравството, и лекарската комора со одолжување постапува по барање за стручен надзор предвиден со Законот за здравствена заштита. И јас навистина, пошто е најавен стручен надзор баш токму за родилката од Дебар, навистина ќе го чекам извештајот што ќе излезе од тој надзор. Препораки сте дале многу добри. Надлежните институции да ја засилат контролата во приватните гинеколошки здравствени установи во врска со наплатата на партиципацијата со здравствени услуги кои се покриени од средствата на фондот. И сега се засилува, требаше да се случи еден вака, да речам, немам збор што би го искажала за да го искажам мојот револт кога слушнав дека е осакатена жена за 3 органи при пораѓај, значи можело да не се случи на секој од нас. Да не го наречам монструозен, но треба да се нарече, затоа што ако веќе има 3 органи извадени, треба да барем да има извештај зашто се извадени. И откако се случи вакво нешто монструозно, тога се засили контролата преку лекарската комора. Тоа чини жртви и тешки човечки судбини. Во делот на работни односи сте завеле вака: во извештајниот период, споредбено со претходната година, се бележи намалување на бројот на доставени преставки за повреда на правата од оваа област. Што е контрадикторно, прво, ова што се намалува, јас ќе ви кажам и зошто. Затоа што оваа власт владее со внесување на страв кај граѓаните и затоа нема преставки.
затоа што се плашат да пријават и се плашат. Има ситуации каде што не си ги знаат своите права според Законот за заштита од вознемирување на работно место, но има и кои што се плашат да го пријават за да не се зголеми мобингот, за да не го изгубат работното место и ради јавно линчување или навреди. Но затоа пак во констатациите имате вака: вознемирувањето на работното место, мобингот е се поприсутно во јавната администрација. Слаби се можностите за негово докажување во пракса, што е резултат и на утврдени слабости кои постојат во Законот за заштита од вознемирување на работно место. И оваа година инспекцијските служби не постапуваа при утврдување на неравноправен третман кон подносителите на претставките, што се должи на нивното слабо познавање на материјата и праксата на утврдување на дискриминација по законски утврдени основи. Се уште голем број закони треба да бидат усогласени со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација, кој што го донесовме согласно листата на закони која е утврдена од страна на Националното координативно тело за следење на состојбите со недискриминација. И поради непостоење на неизбор на нови членови на Комисијата за спречување, граѓаните се попречени во правото да поднесат претставка за заштита од дискриминација под некој од утврдените законски решенија. Законот за спречување на дискриминација се донесе со консензус, потоа бевме сведоци како се формираше таа комисија од партиски членови за кои што предупредивме дека во законот требаше да стават само сликички, како беа сите услови ставени во законот од партиските членови кои што ќе бидат ставени, а не стручни луѓе кои што работеле во браншата и кои што би допринеле на вистина за да немаме вакви незаштитени работници, но се случи тоа што се случи. Во делот на работни односи ние можеме на вистина многу да зборуваме, иако имаме посебен закон од 2013 за токму за заштита од вознемирување на работно место, но гледаме дека на дело не допринесуваат донесените закони, затоа што на дело имаме се поголем број на случаеви и сигурна сум дека во новите извештаи ќе биде нотирано. Плюс што ова истото е подкрепено со фактот дека и анкетите од синдикатите покажуваат дека половина од работниците се жртви на мобинг, но нема ниту една судска пресуда за мобинг. И јас навистина се посветив на оваа тема, видов кои се и механизмите, како можат да си ги постигнат правата, затоа што навистина стига до мене многу поплаки во делот на работни односи, посебно мобинг врз жени, а како жена нонстоп нормално дека ме засега тоа. Во делот на работни односи имавме еклатантни примери на прекршување на заштита на основните права. Таков беше случајот со текстилните работнички, кои што пак се возеа во пренатрупани возила, автобуси, комбиња, и од самиот мобинг, прво што не беа заштитени, па се направија огромни кластери таму, немаше зголемен број на превозни средства за да се заштитат, и тоа е еден вид мобинг врз работниците, од кој што пак не се само жртва вработените, текстилните работнички, туку и нивните семејства. Други еклатантни примери во делот на работни односи беше вознемирувањето на полициски службенички од својот раководител. Понатаму имаше еклатантен пример што излезе во јавноста, проговори, се охрабри жената да зборува, вработената во ЈСП, која што после 30 години работно искуство се охрабри да проговори за мобингот кој што го трпела од своите надредени. И тоа е област во која што треба навистина да направиме многу. И јас ќе го спомнам еден случај кој што треба да е поука, што се случувало во Велика Британија, сигурно сум дека го знаете тој, со вработена од Deutsche Bank, која што трпела мобинг од претпоставени 4 колешки и доби оштета од 817.000 фунти. И плюс го зачува своето работно место. Јас искрено би сакала
да проговорам и за едни други случаеви кои што беа еклатантен пример на повреда на човекови права и на работни односи. Тоа беа вработените од општината Лозова, каде што градоначалникот почнал да врши мобинг од самиот ден кога станал градоначалник, кога бремена жена во 7-миот месец од бременоста, после низа 6 или 8 дисциплински постапки и се дава отказ, потоа го губи своето дете, кога хигиеничарката Снежана ни солзи раскажуваше за претрпените трауми и мобинг на телевизија Отворено, и тоа се само мал дел кои што се охрабруваат да проговорат. Многу мал дел се охрабруваат да бидат линчувани. Вработените не се заштитени и баш поради тоа не чувствуваат храброст за да се јавно етаблираат со своите проблеми, плюс што тие судски постапки прво чинат многу, траат долго, и во едноветување во изборната кампања на оваа власт имаше дека нема да има реваншизам, а реваншизмот е присутен на највисоко ниво. И кога имаше најава од тоа дека ќе се јадат живи луѓе, кога почна да ми раскажуваат низа угнетени и под мобинг работнички, тогаш сватив дека навистина се јадат живи луѓе. Понатаму можам да ви набројам, претходно колешката Ели ги наброја неколку случаеви, но јас кај мене имам една статистика, буквално од имиња и презимиња на луѓе, најмалку 200, што не би сакала со имиња и презимиња ради заштита на лични податоци да ги искажам и да ги елаборирам, а кој знае уште колку има, што не се охрабруваат, како што кажав, да проговорат јавно. И ќе ви повторам и ќе завршам со тоа, дека локалните шерифи треба да се зауздаат, дека бројот на зголемени преставки во однос на прекршени човекови права и слободи покажува само дека сме на многу лош пат како општество. Чуму ни се закони, чуму ќе беседиме, чуму вие извештаи и пишувате со статистики, ако институциите надлежни не превземат мерки, ако ние како собрание ги кажуваме мерките, ама не се спроведуваат, затоа што ни за јавни расправи овдека имаше поминато кои што заклучоци потоа не се имплементира, и чуму исцрпување такво и на нас како пратеници, кога граѓаните кои што не гласале, не бирале на избори, немаат бенефит од тоа. Ние можеме да беседиме, да зборуваме до утре, но треба да го почувствуваат ова сето што го кажувам, што го зборувам на вистина, за да го почувствуваат граѓаните, треба што поконкретни реакции од надлежните институции. Ви благодарам.